Citroen моќно се представи на своето домашно тло. Бројните новитети опфаќаа скоро целосно обновена постава на производителот посветен на обезбедување прифатлива електрична мобилност во клучниот сегмент во Европа. Затоа и не изненадува интересот за C3 и неговата Aircross варијанта кој јавноста за прв пат може да ги види. За подигнување на имиџот на поексклузивно ниво се погрижи концептот со кој визионерски се најавува идниот нов C5 Aircross. Верен на најновите стилски потези, тој со својот енергичен и живописен настап впечатливо покажува изобилство самодоверба, практично магепсувајќи ги погледите околу себе. Според изјавите, серискиот модел кој треба да пристигне на пазарот идната година ќе биде 95% идентичен на концептот, што ја покажува смелоста на марката да ги провоцира вкусовите на купувачите. Направен е на STLA Medium архитектура и може да користи хибридни, бензински, дизел и електрични погонски групи. Освен должината од 4,65 метри, што е за 15 см повеќе од сегашната генерација, Citroen не објави други технички податоци. Изложбениот простор на Citroen во Париз привлекуваше и со модернизираните C4 и C4X, кои се представени со поедноставен и поскладен стил кој го изразува нивниот идентитет на марката. Демонстрирајќи ја неговата динамика, елегантниот C4 е подигнат на повисоко ниво, додека пат атрактивниот C4X со своето освежување го подобри својот пазарен потенцијал. Новите светла напред во комбинација со елегантната кросоверска каросерија изгледаат доста интересно, додека пак задните се доста помодерни. Внатрешноста е освежена со поголеми екрани пред возачот и за мултимедијалниот систем, кој користи најнова верзија на софтвер со поддршка на ChatGPT и гласовни контроли.